Добар ден, почитувани. Ова е најновата епизода на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Како се развива мозокот кај бебињата и децата? Многу луѓе не се сеќаваат на најраното детство. Зошто е присутна така наречената амнезија на детството? Што е тоа пластичност на мозокот и што овозможува во текот на животот? Како да се стимулира невролошкиот развој кај малите деца? Колку се важни сонот, играта, љубовта и негата во мозочниот развој? Нова тема денеска во магазинот за родителство 0+ месеци разговараме со професор доктор Елизабета Зисовска, педијатар. Разговорот ќе го проследите по рекламите, а како и досега ќе имате можност да поставите прашање во програма. Останете на Телма. Во неделата посветена на кривање на свесноста за мозокот, разговараме за неговиот развој кај бебињата и малите деца. Гостинка во студиото ни е професор доктор Елизабета Зисовска, педијатар. Професорке, добре ни дојдовте повторно во студиото на Телма. Добар ден, добро ве најдов и благодарам за поканата. Оваа недела може би е точно време да зборуваме за мозокот, но не само оваа недела, тоа треба цела година, бидејќи сите сме свесни колку е важно однесувањето на еден човек и колку се важни првите денови, првите месеци за понатамошниот развој. Па како се развива и расте мозокот кај бебињата и децата? Дали кај новороденчето мозокот почува да се развива веднаш од како тоа ќе се роди или пак неговиот развој се одвива уште додека во стомакот на мајката? Развојот на децата почнува многу рано, уште во утробата на мајката. Дури некои мајки не се ни свесни дека се бремени. Некаде околу 8-та гестацијска недела, после забременувањето, почнува да се развива тој како една плоча која што се свиткува во цевка. И да не одам сега во делот на гинеколозите, тој трпи постојан развој и промени внатре во утробата на мајката, додека не се развие во черепен мозок, крбетен мозок и не се развијат сите нерви. Доказ за тоа дека мозокот многу рано се развива е тоа што и плодот внатре во утробата почнува да мрда. И едно разјаснување, мозокот го има како черепен и рбетен мозок, но централен, но нервен систем се и сите други нерви кои што ги нервираат внатрешните органи, кожата, сетилата. И затоа може да се каже дека мозокот е орган кој никогаш не запира со својата функција. Тој постојано работи, дури кога спиеме, дури кога мислиме дека ништо не работиме, тогаш нашиот мозок работи, затоа што ние не сме ни свесни дека било што да правиме, нашите органи си работат под влијание на автономниот нервен систем. Затоа тој така и се вика автономен, затоа што си работи сам за себе, не бара никаков ни иницијален импулс, нити можеме да го заприме, нити можеме да го стимулираме. Меѓутоа, мозокот черепниот ние можеме да го стимулираме и токму тој е одговорен за свесноста. Значи, ако почнал толку рано да се развива мозокот, очекуваме тој да продолжи да се развива и до самото раѓање. Така да некаде во вториот триместар, а особено во третиот, почнува развојот. И тука да направиме една разлика меѓу раст и развој. Растот е нешто што се мери квантитативно, се мери во сантиметри, се мери во грамови, додека пак развојот е промена на функционалните особености, промени на функциите. И затоа тука треба да знаеме дека мозокот уште во самата утроба кај плодот и расти и се развива. Растот оди во тежина и некаде главата, ако кај едно новороденче 1/4 од телото, тоа неколку пати во ваши емисии сум го спомнала заради тие пропорции и нас не изгледа сосема нормално, понатаму черепот расти многу малку и кај возрасен човек е 1/8 од телото. Исто и мозокот. Мозокот некаде до третата година е околу 60 до 70% развиен и пораснат, до крај на 5-та година е околу 90% и пораснат и развиен, и развојот на мозокот престанува меѓу 20 и 25-та година, со тоа што после само се развива, се продлабочуваат врските кои што се воспоставени меѓу нервните клетки. Динамиката со која расти бројот на нервни клетки во утробата на мајката, некаде крај на вториот и третиот триместар е огромна, некаде 250.000 нови клетки во секоја нервни клетки, во секоја минута се развиваат кај самиот плод. Тоа е една огромна бројка и никој нормално дека не може да ги изброи нервните клетки со кои се раѓа бебето, меѓутоа тоа се раѓа со околу 100 милиарди, околу.
Кога зборуваме за мозокот, јас морам да спомнам дека сите работи кои ги кажуваме се околу вториот месец, околу третиот месец, затоа што оние предклинички студии кои што се одвиваат на експериментални животни, ништо не може да се префрли и да се земи како аналогно кај човекот, затоа што ние потоа и се разликуваме, секако во живиот свет се разликуваме со свесноста. Ние немаме кај ниедно животно експресија да кажи што мисли, што чувствува. Мислите, чувствата, реакциите, никогаш не можеме од ниедна експериментална студија да ги префрлиме од животно на човек. За разлика од нерве, за разлика од срцето, за разлика од дишење, кожата или внатрешните органи, за мозокот се уште ни се многу работи енигма, и се смета дека само околу 10% од мозокот и од неговите функции и капацитет се испитани. Тоа значи дека во полето на науката тоа е толку отворено и не знаеме дали навистина некогаш ќе се открие целокупниот негов капацитет. Професорке, а се знае ли дали новороденчето е свесно кога ќе се роди? За свеста никој не може да каже, затоа што не може да каже самото новородено колку е свесно. Меѓутоа, дека навистина реагира на одредени дразби, позитивно или негативно, тоа е дефинитивно докажано и токму затоа кога се кажува за воспитување на детето дека почнува не од самиот момент на раѓањето, туку и пред раѓањето, заради тоа што, например, е докажано дека плодот во утробата реагира на звук, особено крај на вториот и третиот триместар, затоа што кога силно тропни врата или некој силен звук, ако во моментот се гледа на ултразвук, ќе се види дека тоа ја врти главата. Дури е исто и видено дека и она цицање на палецот, дека реагира, затоа малку подоцна ќе се навратам кој палец доминира при тоа цицање. Значи, новороденчето за свест можеме да кажеме само ако кажи дали нешто разбира. Новородените, за жал, не можат да ни кажат, но тоа го манифестираат преку реакции. Дали му е пријатно или не му е пријатно. И токму затоа ова еден апел е до младите родители, помалку да читаат по социјалните мрежи и по интернет, а повеќе да го следат новороденото дете. Тоа толку јасно кажува дали нешто му е пријатно или му е непријатно, или сака нешто друго, само ако се следи. И тоа е сето на принцип давање и враќање. Воспитувањето и одгледувањето на едно новородено е секогаш по системот, што би рекол Њутон, акција и реакција, така и овдека. Колку ќе му се пружи, толку новороденчето и доенчето ќе врати. Значи, новороденчето се првиот месец, односно први 28 дена, доенче е после тоа до крајот на првата година. И тој ни е клучен период да го научиме новороденото, да ги научиме неговите желби и потреби, а тоа само кажува. Само треба да се следи. Внимателно да се следи. Да. Професорке, ретко кој од нас се сеќава на раното детство. На ползењето, проодувањето, првото чувство на храна во устата, првата прегратка од мајката или таткото. Некои истражувања покажуваат дека 99% од луѓето не се сеќаваат на ништо до 4-та година. Има дури и официјален термин за овој феномен, се нарекува амнезија на детството. Па, постојат ли некаде овие сеќавања заклучени во нашиот мозок? Што вели науката? Науката тука има малку појасни ставови околу таа амнезија на детството или инфантилна амнезија, која е точно дека 4-та година. Најрано вели науката дека 2-3 година, меѓутоа се шпекулира со тоа затоа што се смета дека ако некој се сеќава и каже дека на 3 години нешто видел или правел, дека тоа е повеќе од слики и од кажувања. Например, ако му кажувале на детето, кога бевме на ова представа, чекавме во ред многу долго, па седевме во тој ред, па никој ти сметаше. Значи, тоа е шпекулација. Таа дока е 4-та година и се смета дека е амнезија, меѓутоа сеќавањата постојат во мозокот. Зошто е амнезија? Сега малку и стручен термин ќе искористам. Се смета дека еден дел од мозокот, кој што се вика хипокампус, не е развиен до 4-та година, но се дава простор од 3-та до 5-та година да се развие, а тој е клучен за чување на спомени од детството. И правени се испитувања, не во нашата земја, да се подсетат децата, например, кога се 5-6 одделение, да им се покажат слики од другарчиња со кои биле во градинка, дока е 4-та година, дали ќе ги препознаат. Тешко оди препознавањето, тоа значи дека дока 4 години не се сеќаваат, веќе од кај 3,5, 4, 5 години почнуваат да се сеќаваат. Ние немаме друг начин да докажеме дали навистина постои таа амнезија, инфантилна амнезија, но е точно дека не се сеќаваме. И еве овдека е една добра прилика да им кажам на родителите, поамбициозните, кои што сакаат
Сите сакаме се да пружиме на нашите деца, меѓутоа да не се преамбициозни. Можеби сакаат, желба им е детето да поиде во Дизниленд, но да го одберат правото време кога ќе може да се сеќава на тој Дизниленд. Ако го однесат до кај 3-4 години, детето нема да го доживее Дизниленд, ќе го заборави, а ние сите знаеме дека убавите сеќавања дават едно позитивно чувство, дават расположение. Значи треба да се обрни внимание на оваа амнезија во детството и на представи. Децата со 2-3 години ќе се насмеат, ќе видат представата, но нема да имат сеќавања. Значи некаде најрано после 3 години, најубаво е после 4 да почне да се оди по представи, со патувања во странство. Сега циркуси нема во нашата земја, а тоа е многу убаво позитивно доживување, и таму ќе види животни, зоолошка градина. Многу е рано кога се оди многу рано, затоа што децата уживаат тогаш, меѓутоа немаат сеќавања. А сите сме многу позитивно расположени кога имаме некои сеќавања од детството, од основно училиште, но веќе од училиште од 1 до 4 одделение се памтат настаните. Така велате дека малите деца сеќавањата ги формираат врз основа на силните емоции, без разлика дали се тоа позитивни или негативни. Дали тоа значи дека она на што се сеќаваме од детството всушност е многу важен настан во нашиот живот? Парадоксално е тоа што не можат да се сетат што правеле, кога прооделе, дефинитивно не можат да се сетат каде биле до тие 3-4 години, но за жал пак негативните искуства што ги имале во тоа рано детство имаат многу лошо влијание врз понатамошниот развој, посебно на развојот, и се претпоставува дека лошите искуства како меморија останата, која децата не можат да ја вратат, тоа така и се вика враќање на меморијата, враќање на спомените, но има силно влијание врз нивниот понатамошен развој во смисол на различни нарушувања во нивниот ментален и психосоцијален развој, особено емоционалниот развој. Значи тоа е тој парадокс, детето не се ни сеќава кој настан бил лош, меѓутоа има одраз на неговиот развој, а не може да ги врати спомените зошто тргнал во таков правец. И затоа треба многу да се внимава на воспитувањето, на позитивните стимулации, на сетилата. Малку тука би се задржала повеќе кога зборуваме за новороденчето, колку е свесно на раѓањето. Новороденчето можеби не е свесно, оти тоа е веќе разум, тоа е едно повисоко ниво на развој на мозокот, меѓутоа па сетилата му се сите развиени. И новороденчето го доживува светот преку сетилата и доенчето. Например, сетилото за вид е развиено, детето гледа. Меѓутоа не може да гледа многу далеко, некаде околу 20 до 25 сантиметри едно новороденче. Но пак, дека реагира на светлина, тоа може и да се докажи со техниката. Со светло, на светло се собираат зениците, на темно се шират. Единствено што може да се каже за очите, исто еден корисен совет за родителите, тој физиолошки страбизам го има кај новороденото и малото доенче, заради тоа што не се зрели мускулите кои што го движат точното јаболко, а тоа не е врзано со свесноста. Тоа е моторика. Сетилото за вкус им е многу развиено и можат да откријат разлика во млеката меѓу мајчино и вештачко млеко. Сетилото за слух е одлично развиено и новороденчето може да се стреси при звук, може да реагира позитивно на говорот, на звукот, изборувањето кое што е од најблиското обкружување. Затоа и бараме многу да се зборува на едно новородено и мало доенче. Не очекуваме дека ќе одговори, меѓутоа гугањето е стимулирано новороденче и доенче, кој што почнува да гуга. Велате дека веднаш по раѓањето го препознаваат гласот на мајката. Да, дури и карактеристично тоа што слушниот апарат на новороденчето реагира на повеќе на повисоки фреквенции. Затоа повеќе го препознава гласот на мајката отколку на таткото, повеќе го препознава гласот на децата во споредба со мајката и со возрастните. Па вие може да видите еве во парк кога се шетаат деца во количка кои што се доенчи, некои не прооделе, можат сите да зборуваат, но доенчето ќе крени главата, ќе ја сврти кон детските гласови. И затоа е многу убаво кога растат со поголемо, за помалите деца, со деца во фамилија, со повеќе деца, со постаро братче или сестриче, затоа и се приврзуваат толку и најмногу им се смеат. И сетилото за допир. Тоа е па толку многу развиено, затоа и ги советуваме родителите да ги галат децата, затоа што нежното галење преку кожните рецептори создава многу позитивно чувство, лачење на сите тие ендорфини и хормони на среќа, хормони на задоволство. Грубиот допир исто остава трага. Меѓутоа, тој груб допир пак носи тие трауми и таа
амнезија од детството, тие го може би заборават дека бил допир од груп или може би било на брзина пресоблечено, но остава трак. Затоа е ова еден апел да се стимулираат сите сетила со допир, со зборување, со галење, со нежност околу детето за еден што попозитивен развој. Така, значи, што почесто и бебето да биде во раце кај родителот, то нема да го разгали. Нели некој велат остави го, немој толку да го допираш, да го гушкаш. Јас не би се согласила толку со тоа кој ќе речат па ќе се навикни само во раце. Да, ќе се навикне, ама до кога? Додека не прооди. Па откако ќе подпорасне малку па и да го барате, нема да дојди за галење. Јас сум малку за една теорија, галете го детето додека сака и додека ви седи. Так. То не е разгалување. Разгалување кога му се исполнуваат и неможните желби. Кога е се по негово, кога му се формира карактерот, за мене тоа е разгалување. Галењето не е разгалување. И малку да спомнам околу таа прекомерна стимулација, баш е сега и право место во оваа дискусија, таа прекомерна Што стимулација. Што значи прекомерна стимулација, да дефинираме? Наеднаш во исти момент со многу играчки, со една му тропате, со друга му свирите, многу различни бои. Кој систем на стимулација е најдобар? Една играчка ден-два додека се засити, друга играчка ден-два додека се засити до 3 дена, потоа и да ја вратите првата, тоа веќе ја заборавило, за него е нова. Многу бои истовремено. Ево овдека и една слика. Так, еве имаме баш таква една слика. Баш имавте една таква слика и тој ме потсети да зборнам за ова. Многу разновидни играчки, различни музики, една од еден ќош, друга од друг ќош. Таа прекомерна стимулација го заморува детето, не му предизвикува толку позитивни чувства, туку му прави еден замор. А како го манифестира заморот? Плачи, дури не може ни да заспие. Престимулирано дете почнува да плачи. И тогаш многу се сочуваме со родителите. Ма нема играчка која не сме купиле со ништо неки. Ама еден му тропа, друг му звони, трет му зборува. И тоа е прекомерна стимулација. Како и ние некогаш што многу се заморуваме кога сме со многу луѓе, еден едно кажал, друго кажал, мозокот ги прима информациите, меѓутоа и тој се заморува. Значи да не се претерува, умереност е клучот. Се е во умереноста. Професорка, од што зависи дали бебето, односно детето, ќе биде леворако или пак ќе користи десната рака? Тоа е еден многу интересен феномен, дури еве сме слушале, левораките се поталентирани, деснораките се повеќе кон математика, меѓутоа тоа е пред се смета, пак велам се смета, дека е генетиката. И зошто се оди на теорија на генетиката? Заради тоа што има и спротивни мислења. Затоа што оние кои што ултразвучно ги гледаат плодовите во утроба, кога ќе почне детето да го цица палецот, тоа се гледа со денешните современи апарати, го гледате детето тридимензионално, значи го гледате како дете, а не само дводимензионална слика. Кога го цицат палецот, луѓе кои имаат време за тоа и кои правеле студии, велат дека во 60 до 70% го цицаат десниот палец. Многу поретко е левиот палец и сметат дека тоа е генетски. Значи детето е предиспонирано дали ќе биде лево-рако или десно-рако уште во утробата ради предоминација на двете хемисфери. Черепниот мозок е граден од две хемисфери кои што меѓу себе комуницираат. Во принцип јас не користам стручни изрази, но овдека би го спомнала тоа меѓу хемисферно поврзување, тоа е корпус калосум. Значи двете хемисфери функционираат и имаат исти функции, меѓутоа десната хемисфера е одговорна за левата страна од телото, левата хемисфера е за десната. Кај оние кои што се левораки се смета дека генетски е повеќе предиспонирана десната повеќе доминантна десната хемисфера, кај деснораките е левата хемисфера. И со анализи, пак ќе кажам, со различни испитувања и тестирања на луѓе кои што можат и вербално да кажат што мислат и што чувствуваат, се смета дека левата хемисфера е подоминантна за анализа, за математика, за точно прецизно броење. Значи, тие се луѓе кои што се постабилни, пореални во светот. Десната хемисфера е поинтуитивна, повеќе кон уметност, повеќе кон сликање, музика. И тие луѓе се, што вел, тие се повеќе со главата кон небото, кон облаците, додека другите, кај што е предоминантна левата хемисфера и кој што по сите работи и сите моторички вештини повеќе ги работат со десната страна, дека тие стојат цврсто на земја, а оние со подоминантна десна хемисфера повеќе се во облаците. Меѓутоа, зашто ова теорија, која се смета дека е генетски, е
од некоја страна и има и опозиција кои велат ако е генетски, тогаш монозиготните еднојајчаните близнаци би имали иста ориентација. Меѓутоа имаме ние еднојајчани близнаци од кои едниот е математичар, другиот е уметник. Така. А токму тука, овие кои што ја сакаат да ја порекнат теоријата на генетиката, велат дека тоа е генетски, меѓутоа со стимулација правилна може да се развијат двете хемисфери, да бидат еднакво активни, со тоа што моторичките активности сепак ќе бидат под контрола на предоминантната хемисфера. Порано не било дозволувано во училиштата на левораките да пишуваат со лева рака, се инсистирало да користат десната. Тоа точно, меѓутоа денеска ние зашто гледаме се повеќе левораки деца, затоа што веќе не ги супримираат, не ги спречуваат. Јас на времето 94-та година уште бев во Холандија и ме чудеше колку многу има левораки луѓе. Всушност и тогаш имаше студии дека Холандија, тие државите, Белгија имаат највисок процент. Меѓутоа во што е работата? Можеби ние имаме поголем процент, ама во тој период на вистина дури им ја врзуваја левата рака за да пишуваат со десната. Треба да се пушти детето заради тоа што таа супресија фактички влијае на таа хемисфера што му е предоминантна и ако му се врзи левата рака, се дејствува негативно, тоа е како да го удирате по рака, мозокот ја прима информацијата, десната страна всушност му страда нему. Затоа детето треба да се пушти. А не се развива. Страда, не се развива, не се развива обратната, левата. Туку страда десната хемисфера кога му ја врзувате левата рака. Ти нели реков контралатерално е. И затоа не треба да се пушти детето, тоа може да пишува со левата рака, но кои активности ќе ги има во животот зависи сепак од стимулацијата. Има многу примери во нашиот живот и за кои сме читали, за кои знаеме, кои што биле и одлични математичари, но би имале смисол и за уметност. Например, Алберт Ајнштајн. Алберт Ајнштајн свирил многу убаво, значи имал и уметничка душа, меѓутоа знаеме Алберт Ајнштајн колку бил добар физичар. Па тука може да се спомни и Моцарт. Моцарт го знаеме композитор, виолинист, тој бил извонреден математичар. И за него е напишано дека тој толку добро познавал математика што во неговите композиции има строги математички прописи како ги компонирал на 5 интервални периоди сите негови композиции. Па и Луи Пастер е тука кој имал смисол за музика. Леонардо да Винчи. Афинитети на некој начин се поврзани. Се математика и уметност. Леонардо да Винчи е уметник, но извонреден математичар. Тој има многу пронајдоци во математиката. Дури тој и изјавил дека математиката е чиста уметност. Што за нас можеби ние ги делиме. Или е уметник, или е математичар и прагматичар. Меѓутоа тие се испреплетени. Затоа и реков правилната стимулација и да се дозволи на мозокот еден слободен развој е клучното за едно дете да има и слободен избор со што ќе се занимава. Професор ке вела дека мозокот се развива во движење. Децата треба да скокаат, да рипаат, да трчаат, нешто што не го прават во последниве години. Постојано седат дома, пред телевизор, треба да ги убедиме да излезат надвор, да го земат велосипедот, ролерките или слично. Значи, сето тоа е поврзано со убедување. Истражувањата покажуваат дека доаѓа дури до структурни промени во мозокот, ако не се лажам, хипокампусот е намален. Што тоа значи? Ке имат ли некакви невролошки проблеми ако мозокот не се развива како што треба поради сетичкиот начин на живот? Тоа е веќе проблем не само на нашето општество, светски проблем, глобален проблем, затоа што играта, трчањето, прво друштвеноста на децата се менува. Празнење на емоции. Денеска, со оваа дигитална технологија, каде што и позитивните емоции и да сака некого пушта срце, пушта смајли со тие емотикони, ако се налутат, си пуштаат тие налутени човечиња емотикони, но не ги празни емоциите. Денешните деца не знаат убаво ни да се искараат, ни да си кажат убави зборови, ни да се дружат. Таблетите, телефоните, дигиталната технологија ќе направи проблеми во развојот, во позитивниот развој на децата, дури и до зависност. Затоа што докажано дека тие рецептори за дигитална технологија ја прават истата зависност како алкохол, како друга, многу слична зависност и заради тоа, а трчањето зошто и физичката активност помага. Па тоа зголемува циркулацијата во целото тело.
автоматски се подобрува циркулацијата во мозокот. Децата подобро мислат, децата поубаво, повеќе кислород добиваат, поубаво растат и дружбата. Социјалните моменти доведуваат до најпозитивен развој кај децата. Дигиталната технологија дури се смета дека денеска треба на децата уште од најрана возраст да им се каже да почнат со дигитален детокс. Тој дигитален детокс значи 1 час во денот без никаква дигитална дразба. Посебно за оние деца од 5-то одделение натаму. Тие се навистина зависни, а тоа може би јас тогаш нема ни да можам да дојдам да зборувам, не знаеме кога, ќе дојде до истите тие зависности како што сега имаме пораст на зависност и од дрога, и од алкохол. Па еве сега гледате колку кампањи има и одвикнување од цигари. Дури ми се чини сега пушењето цигари е многу помал проблем отколку дигиталната зависност и зависноста од забранети супстанции од дроги. Професорките им се дозволи на децата дома да скокаат, да рипаат. Апсолутно. Некош по фотели скокаат на креветите. Само треба да се внимава на безбедноста. Многу треба да се внимава на безбедноста и сите тие детали, убави намештаи, остри ивици, треба многу да се внимава на безбедноста. Иначе безснењето на децата, па тоа е за детска возраст. Тоа не го препорачуваме за адултните. Како сонот влијае врз развојот на мозокот кај децата? Значи, досега зборувавме за стимулација, она која правиме активно стимулација. Меѓутоа има и друга стимулација на растот и развојот, тоа е исхраната и сонот. Движење, исхрана, стимулација со играчки, со околина и сон. Сонот е многу важен за децата, особено должината на сонот и навреме легнување. Малите деца треба да легнуваат што порано, токму ради таа REM фаза, она со брзо движење, нели? Сите сега читаат, знаат што е REM фаза и длабок сон. REM фаза е првата фаза кога се уште мрдаат очните јаболка, кога не е навлезено во длабок сон. Тој период им е важен на малите деца за да си ги сумираат впечатоците од денот. Ако после ги заборават, но битно им е да ги сумираат и колку детето расти и доаѓа до возраст, до адултна возраст, толку е пократка REM фазата. Пример, кај новородени доенчиња, половина од сонот им е нив REM фаза, затоа така спијат немирно и се тргнуваат затоа што се преживуваат што поминале тој ден. Ако половина од сонот е REM фаза, кај новородени доенчиња, некаде 30% е кај возрастните над 20 години. Затоа сонот е многу важен за обновување на невроните, обновување на импулсите. Од импулсите и оние врски меѓу клетките, тие се продлабочуваат со секоја стимулација, тоа е електрична активност. Дури се смета електричната активност во раното детство се мери на електрична активност на импулсите на сите телефони во светот, глобално. Значи, тоа е научници кои што правеле споредби. Колку многу електрицитет се троши при тие врски кај малите деца, затоа што им е денот многу активен. И тие стимулации, и затоа сонот треба да се обнова сите тие врски, тоа исто како тип наполнење на телефон. Ноќе го полниме телефонот затоа што се празни. Преку ден се празнат, ноќе треба да се наполнат тие батерии и тие импулси кои ги потрошило преку ден. А има ли одредена храна која што му е потребна на детето за добар развој на мозокот? Прво, уште пренатално, пред бременост, кај оние кои што планираат бременост, е важно да зема фолна киселина, омега-3 масни киселини, јод, железо, суплементи и витамини. Уште пред зачнувањето? Уште пред зачнувањето, заради добар развој на мозокот во матката. Потоа детето треба да продолжи со омега-3 масни киселини, треба да прима избалансирана храна со многу овошје, зеленчук, суплементите витаминот Д, витаминот А преку храната и сонцето. Сонцето исто многу позитивно влијае, затоа и се смета дека многу повеќе треба надворешна стимулација кај деца кои што растат во оние северни региони со малку сонце. Затоа што сонцето е еден стимулатор на добриот раст и развој, затоа што ги полни клетките исто со ова енергија за да можат да се празнат. Исхраната треба да е избалансирана, но не да се претерува да се мери на грам на милиграм, треба да се дозволат и мали отстапки со тоа што после се враќа на нормала. Затоа што пак како нешто детето многу сака, а со сите сега современи начини на исхрана, ние знаеме и браниме и се, треба умерено да се доде, но да се знае мерка во се и да не се претера. Мастите се добри за развојот на мозолчето кај детето. Оние деца кои што имаат проблем со прекумерна телесна тежина, обично родителите ги стават на некаков режим на исхрана и некогаш прават грешка. Нутриционистите ги советуваат да ги елиминираат мастите. Никако.
Дури јас и во една ваша емисија, ма многу одамна, кога зборувавме за исхрана на новородено и доенче, кажав обезмастено млеко не до крај на 3-та година. Да не се многу модерни мајките да му купуваат со 0,8% млеко, за да не се здебели. Мастите се многу потребни затоа што мозокот најголем дел го чинат масти и вода. Дури холестерол има многу во мозокот, но тој холестерол во мозокот сам си го синтетизира. Затоа обезмастено млеко до крај на 3-та година никако. И кравио млеко до крај на 1-та година никако, ради алергиите на протеините од кравиото млеко. Мастите не само што не треба да се бранат, треба да се додадат на оние добри масти кои што се со незаситени масни киселини. Така да не се избегнуваат мастите, зашто велам избалансирана храна. Нити само протеини, јаглени хидрати само никако не, затоа што тие па знаеме повеќе водат до лоши масти, натрупување лоши масти и дебелење, но не здраво растење, протеини да и незаситени масни киселини во секој случај да. Да ги вклучиме гледачите од овој момент, почитувани емисијата е контактна. Професор доктор Елизабета Зисовска, педијатар, е наша денешна гостинка. Зборуваме за развојот на мозокот кај бебињата и кај децата. Навистина, професорке, е една интересна тема и при крајот на денешната емисија да ни ги посочите најчестите ненамерни грешки на родителите кои што се поврзани со развојот на мозочето. Еве, ја можеби нешто ќе истакнам што ми беше мене предочено во една од претходните емисии. Велат дека невролозите дека розевата или пак сината боја на детска соба е проблематична за мозочниот развој. Не му прави толку проблем колку што него стимулира. Тоа се млаки бои. Стимулативни се они основни бои: црвена, зелена, жолта. И белата е неутрална, црната не е стимулативна, но не прави ни некој депресија. Значи, појаките бои. И во плавите, имаме разни нијаси на плава, имаме тиркизна, имаме меѓу темно и светло плава. Но овие многу пастелни бои, тие не го стимулираат мозокот. Мозокот бара посилна стимулација и музиката е многу важна. Не мора да е Моцарт. Нели Моцартовата музика влијае позитивно на развојот. Треба хармонијата, велате, добра на класичната музика. Треба да е тивка музика која што му прави една убава работа на мозокот. Тоа е следено на ЕЕГ со различни типови на музика. Наглите промени на темпото и на ритамот, од брз во бавен ритам, мозокот прекумерно го стимулира и му прави дури вознемиреност. Значи, музика тивка која има еден добар ритам, новородените и доенчињата, значи не се само зборуваме до 1 година, многу е убаво музика додека се седи, додека се храни. Музиката е позитивна и за сите нас. Тивката музика, која е инструментална, која што нема викање, која што нема пеење, многу позитивно влијае во секоја интелектуална работа, па дури и децата кога пишуваат. Значи, да кажеме нешто и за училишните деца. Тивката музика, која е во позадина, која не го одвлекува вниманието, таа е стимулативна и за работа, не го одвлекува вниманието, но не во моментот кој ќе почне да пишува. Тивка музика да има во позадина, децата да почнат да си работат, да си учат, затоа што тие ја игнорираат. Самиот мозок ја игнорира ако се фокусираат добро на работата и на учењето. Ќе го вклучиме првиот гледач всушност во денешната емисија. Добар ден за него. Добар ден. Уште една можност за гледачот. Ќе продолжиме понатаму, доколку е се уште на линија, ќе ми дадат знак од режија. Професорке, велат дека детскиот мозок има поголема пластичност во споредба со возрастните. Па што е тоа пластицитет, што е тоа пластичност на мозокот и што таа ни овозможува во животот? Изразот е интересен, али пластичност значи приемчивост за стимулации. Од раѓање, значи како расти детето и таа пластичност се намалува. Пластичноста трае најдоцна до 20-25 година, затоа и реков дека до тогаш се смета дека мозокот е развиен комплетно. Пластичноста возможува тие клетки меѓу себе да се поврзат. И колку еден стимул се повторува, толку врските, тие патишта меѓу невроните се продлабочуваат. Зошто велат интелигенцијата не е врзана право пропорционално со тежината на мозокот. Мозокот може да е 3 пати потежок,
а да има низок коефициент на интелигенција, туку е врзана со бројот и длабочината на бразди меѓу витките во мозокот. Затоа што интелигенцијата се развива. Се развива. Интелигенцијата се развива, дел е наследно, дел е генетски, дел е вродено, значи генетски вродено е различно, меѓутоа таа се развива. И тие врски, тие се одраз на интелигенција. Колку се подлабоки врските и колку повеќе врски има, толку е поинтелигентно детето и подобар има психомоторен развој, емоционален и социјален. Од кај 20-25 година веќе онај период на максимум достигнување до кај 40-50 години, после 40-50 година, за да се одржат, веќе немаме ние развој на нови врски, иако и таа теорија е сега веќе порекната, туку целта наша во напредната возраст, например, еве јас кај што припаѓам сега, целта наша е да одржиме што повеќе од тие воспоставени врски, да ги одржиме активни, со читање, со музика, со овие сите енигматики решавање од судоку, од крстословки, дури играње карти на интернет е многу препорачливо, па и оние истата стимулација за да ги одржиме тие врски активни. Ментален тренинг. Ментален исто тренинг. како што се тренираат мускулите. И таквата работа е исто како кревање тегови за мускулите. Работата за мозокот е решавање на енигматични некои сложувалки и такви работи. Дури ако видите и некои емисии кога има за во старечки домови, вежбите за стимулација за старите луѓе се исти како вежбите за стимулација на децата за да постигнат што поголем број врски и што подлабоки бразди. Кај постарите целта е тие воспоставени бразди да останат што подолго активни и што побавно да се затвораат. Кај дементен мозок кај дементни луѓе, многу е рамен мозокот, дури вела тој како лизгалиште за уметничко лизгање, затоа што таму се затворени тие бразди. Ке го вклучиме гледачот, се надевам овој пат успешно. Добар ден. Дали се слушаме? Да, во програма сте, повелете. Да, добар ден. Јас сум студент на правниот факултет при Јустинијан I во Скопје. Така? Сакам да ја прашам професорката од кривично правен карактер. Тоа е точно што ја слушам, значи професорката дека кажува за рецептитори, за осет и така натаму, но во медицинската литература поинаку пишува. Во светската литература, каде што вери дека со самото раѓање, ние кога се раѓаме како поединци, како Homo sapiens hominum, значи ние го добиваме целиот тој осет при самото раѓање. Тие дразби, така натаму сито тоа е точно, но не се развива понатаму, затоа што ние реагираме директно на светлина, на боцкање, на било што при самото раѓање. Сакам да ја прашам професорката, докторката тоест, што се случува со оние деца кои што се сексуално злоупотребени, да речеме во раната возраст, постгенатална возраст, да речеме 5 годишна возраст. Најчесто ова прашање го поставувам и на факултет, професорите моите од факултет нема соодветен одговор, затоа што судската психијатрија сосема друга конотација кажува. И е застарена литературата кај нас, за жал, но во поднебе кај нас во Македонија многу не е застарена литературата, така да јас како студент, како истражувач... Така, ова е нешто што ве интересира. Имаме само 3 минути до крајот на емисијата, затоа се извинувам ќе ве прекинам. Ви благодарам за вклучувањето, што можете да дадете како насока. Значи, јас како педијатар, не сум правник, нити судски медицинар, во еден дел кога зборував, кога спомнав за таа инфантилна амнезија, дека за овие деца, ова се навистина своевидни трагедии за самото дете и за семејството, и спомна во еден момент дека нема да го памти како настан, но тоа ќе има тежок одраз и влијание на неговиот понатамошен психосоцијален и невролошки развој, затоа што негативното искуство, исто како оно што реков и дома, грубо или нестимулирано дете, или запоставено дете, тоа ќе остави одраз, ќе биде ненарушен неговиот развој, затоа што има влијание, затоа реков парадоксално, нема да го памти настанот, но ќе остави тој влијание врз неговиот развој. Се враќаме токму на таа реченица, и токму така и ја кажав, и затоа тие деца нема да имат добар развој, но нема да знаат зошто не е тој развој ако бил еднократно, ако бил еднаш. И ова се многу тешки прашања, дури и во судската медицина и во психијатријата. Кога децата треба да сведочат некогаш и тоа е сето страшно комплексен. Некогаш може и неговата фантазија да одведи во друг правец. Меѓутоа, злоставеното дете на било кој начин злоставено, па и самото тепање. И самото тепање ќе има негативен одраз, но детето нема да памти дека можеби на 2 години таткото или мајката го истепале многу. Но ќе има негативен одраз.
Значи, тоа се одразува на развојот, но како настан нема да памти да го кажи како се случил и што се случил. Токму тоа е одговорот уште на почетокот што го зборувавме. Така што го појаснивте. Има навистина многу интересни факти кои што се поврзани со мозокот. Вели мозокот не чувствува болка. Да, тоа е интересно и за некој изгледа парадоксално, но точно. Мозокот нема нервни завршетоци да чувствува болка, но болката која чувствуваме и во обвивките, они што се викаат менинги, ги има 3 обвивки мозокот и мора да е добро заштитен, една многу мека, една која што е директно над кожа, над мозокот, над самото мозочно ткиво, една на средина и една која е тврда, така и се вика дура матер, тоа значи дека е тврда материја, над која е косата. Тие имаат многу нервни завршетоци и всушност тие болат, а самиот мозок не боли. Така содржи голема количество на вода, за неговата работа е потребна шеќер, гликоза. И гликоза, да, и масти. Има навистина уште многу работи кои што би можеле да бидат потенцирани, но тука мораме да го заокружиме денешното издание на магазинот за родителство 0+ месеци. Професор, ки ви благодарам за вашето денешно гостување и за навистина интересните факти што ни ги предочивте, а се поврзани со мозокот. Уште еднаш ќе заблагодарам на поканата и стварно на вистина на ова тема можете со различни стручњаци од различни области, па барем уште 10-15 емисии само за мозокот да се зборува. Планирани ни се, бидејќи има некои нови истражувања кои што покажуваат дека пред смртта се активира еден сегмент од мозокот кој што кажува на концентрација и дека е можно секој од нас да си го гледа својот животен филм во последните секунди, минути, но за тоа во некоја од другите емисии. Друг експерт. Така, друг експерт. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето, ќе им се заблагодарам и на гледачите што беа дел од магазинот за родителство и овој понеделник. Почитувани, имајте убав ден и се гледаме секој работен ден на Телма кога заедно учиме за здравието.